Иван Гоцевски има 78 години и е најстариот член на суроварската група од Звегор. Откако знае за себе, секоја Василица тој ги брка лошите духови од селото, одражувајќи ја на тој начин традицијата стара 1000 години. Па това е традицијата од знам од деда ми, од предеда ми, јас сам наследил. И са внуци имам, со мене одат внуци и гониме традицијата до крај. Гоцевски е еден од 70-тината суровари кои ги облекоа маските за да му донесат на селото и неговите жители здравие, среќа и берикет. Мечка, мечкар, невеста, младожена, това е. Што се прави на овој ден? Еве гледам, одите кај домакините. Со што ве даруваат? Па секои дарови. Значи има пари, боб, компир. Имаш? Това. За возврат, секоја куќа ги дарува суроварите, за на тој начин да си обезбеди просперитетна година. Јас сум во улога на носач, тоа е една улога која служи за носење на даровите што ги даваат домакините, како компир, ракија, граф, месо, се тоа што има од наше производство, кој после оди сето тоа што се собира, оди за подготовка за вечера, каде се поканити многу гости од селото и од другите места. Годинава за прв пат Звегорци има гости, учесници од Германија. Ich heiße Hans, ich bin von München. Ich bin da gekommen, weil viele Mazedonien geht in Deutschland für arbeiten und ich bin gekommen hier für seine Survamaren und so weiter. Како ти се допаѓа ова? Ja, ist super, ist unglaublich schön. И твојата маска што е? Meine Maske ist Adolf Hitler, weil das war ein schöner, guter Mann und er war auch hier und er ist zurück wieder gekommen. И оваа година суроварската традиција во Звегор се одржа благодарение на спонсорите и општината, но овдешните организатори се со намера на Сурова да ја дадат поорганизиран приод. Сакаме да формираме издружение, значи да биде организацијата подобра, да биде финансиски подобра, значи ако имаме здружение, значи финансиски ќе бидеме подкрепени и од државата лично, не само од општината, значи со поголеми финансиски средства и мислам дека тогаш ќе имаме и поголеми средства за да купиме подобри маски. Инаку, суроварската традиција потекнува од периодот на словенското многобоштво и има за цел преку обредни игри и песни, во чија основа е плодноста, да обезбеди успешна и пред се плодна година.